Средбите кои ги има во Вашингтон со државниот секретар Блинкен, со државниот советник Шоле, со специјалниот представник Ескобар, на кој што бев придружуван од американската амбасадорка, кој што беше голема чест, беа многу успешни и плодни. Ќе се навратам на она што го споменав на почетокот, од САД добивме недвосмислена и силна подршка за европскиот пат на Македонија. Тоа е наш национален интерес, поставен уште од независноста, но во актуелниот момент тоа значи трајно обезбедување европска и регионална стабилност. Исто како што имаме и со членството во НАТО. САД се покрај нас од самиот почеток и на таа помош не доаѓаше само декларативно, туку беше целосна помош, финансиска, материјална, помош во знаење, кадровска помош, средства инвестирани во реформи на многу области во земјата, од судски реформи, безбедносни реформи, во економијата, полицијата и така натаму. Се до денеска, кога гледаме еден вид промовирање на Македонија, како своевиден пример на земја, која што може да послужи за другите земји како пример во регионот. И тоа ние и го докажавме. Практично честа да владата биде домаќин на преговорите кои што се одржаа во Охрид пред само 2 месеци, е резултат токму на она што го имаме постигнато во изминатите 3 декади од првиот ден на нашата независност. Генерално и ние и Соединетите Американски држави сметавме дека е многу важно со нашата држава е првата земја од Западен Балкан која што започна стратешки диалог со САД. И ова е одредница во нашите билатерални односи и одличен чекор напред за иднината на земјата. На сите средби и преку сите состаноци добивме голема подршка и пофалба затоа што сме докажан сојузник и партнер и ја потврдивме силната и непрекината подршка од Соединетите Американски држави, особено од страна на Конгресот, од страна на Сенатот, за евроатлантската интеграција на Северна Македонија, нејзиниот демократски развој, безбедност и стабилност.